психоедукативни работилници за родители, организирани од страна на Марија Конеска, психолог. Таа е нашата гостинка, разговараме со неа на оваа тема во продолжение. Добро утро. Добро утро и на вас и на гледачите. Се согласивме и меѓусебно дека многу се потребни, но еве вие од ваша професионална гледна точка ќе ни објасните што всушност значат и зошто се потребни овие психоедукативни работилници за родители. Така, самото име психоедукативни работилници укажува дека тие се едукации за нешто за кое можеби ние како родители и недоволно знаеме. Нели со самото станување родител ние не добиваме прирачник какви родители да бидеме. Така да едукацијата за самиот развој на детето е и тоа како многу важна. Зошто се важни овие психоедукативни работилници, школи, предавања и така натаму? Може како советувалишта дополнително да се идентификуваат? Може, да, но затоа што не треба совет некој во истите, да. Па самите едукации подразбираат едно советување во делот на родителството, инаку секој родител нели самостојно и на свој начин си го воспитува, расте и развива своето дете или својата улога во развојот на своето дете, но самите едукации се всушност советодавни од аспект на се она што значи развојот на детето. Важни се затоа што му помагаат на родителот да си помогне и да ги разбере потребите на своето дете, да го разбере самиот развој и развојните етапи низ кои поминува своето дете, да го разбере однесувањето на детето во одредени стадиуми од развојот на своето дете и да ги разбере пред се емоциите кај своето дете, што денес е една многу тежок момент кај родителот. А од друга страна да се разбере и да си подпомогне во својата улога како родител. Има неколку аспекти кои ќе ги опфатиме во овие едукативни школи, секако во однос на важноста на самите едукативни школи, разбирање на развојните етапи низ кои поминува детето. Секоја развојна етапа има различни карактеристики, како детето се однесува, што чувствува, што се случува во неговиот мозок, во неговото тело, како тој развој и како надворешните влијанија играат голема улога во тој развој, како родителот да се однесува и што да очекува пред се. Така да, едукацијата најнапред би била од предшколска, школска и адолесцентна возраст. Може групите да ги поделиме во зависност од тоа како ќе има потреба да се поделат групите. Така и беа порано. Да, така и беа порано. Ние лани оваа едукативна школа ја паузиравме затоа што не можевме да постигнеме со активности, но барање имаме од родителите, затоа се посветивме оваа година, повеќе едукатори сме. Да. Значи се организира преку Маша Марија центарот и се договоривме повторно да ја организираме, можеби во помал формат, да кажем, затоа што беше долга едукативната школа претходно, траеше долго, со доста едукации од здравствен аспект и од повеќе други аспекти, така да сега ќе се насочиме на оно што денес е предизвик на родителите, што се случува, има доста предизвици, проблематики, екранизација и така натаму. Самите едукации ќе помогнат да се намали стресот кај родителите. Кога родителите знаат што да очекуваат, стресот е намален во однос на соочување со предизвиците. И спознавањето... Добро, ги споменавте неколку развојни фази. Во која развојна фаза се јавува првата потреба на родителот кога му треба една насока? Знаете, не постои... Ова се искуствено, не да речеме по книга. По книга може би едно, искуствено ве прашувам. Обично ние така правиме, еве и ќе се согласат и други институции, верувам, обично ние родителите пристапуваме да бараме помош, да се едуцираме кога нешто ќе се случи. Да. Кога некоја тешкотија ќе ни се случи. Да. Но тоа не треба да е вистинското време, туку нели велиме подобро да спречиме отколку да лечиме. Така да уште во моментот кога планираме да бидеме родители, е одлично време да се започне со едукација, да се едуцираме на кој начин ние најнапред да се спремиме како родители. Која е нашата улога во родителството, што значи бременост, има и за бременост едукација, на кој начин ние уште во зачетокот нашето бебе да го едуцираме, односно да го воспитуваме, на кој начин да го припремиме за светот. Подоцна секако самото тоа што ние како
родители кои сме родители на прво дете, не знаеме со што ќе се соочиме од самиот почеток, па едукација со оглед на тоа што се случува во секој месец, што се треба родителот да преземе, каде треба да покаже трпение, за да не го доживее онај стресен момент кој е исто така нормален. Подоцна во школска возраст детето се соочува со врснички предизвици, училишни потешкоти, каде што исто така како родители сме доста една клучна улога каде што можеме да помогнеме, затоа што денес имаме ние доста голем број на предизвици со врсниците, со екранизација, со начинот на невнимание и неконцентрација, каде што нашите деца го прима тоа влијание од надвор. И не можеме скроз да ги заштитиме, но можеме со нашиот модел и начин на однесување. Да, родителот има значајна улога во развојот на детето, но во кој момент родителот треба, сега ова под наводници го ставам, треба да знае дека е време да се повлече и да го остави малку детето, затоа што тоа влијание може да има и спротивен ефект во развојот. Така. Имаме генерацијски разлики во одговор на прашањето. Првично мора да напоменеме дека родителот има клучна и незаменлива улога во целиот развој и целото растење на своето дете. Тој не е само неговател, тој е модел, првиот учител, водич во текот на животот, емоционален поддржувач, формирач на неговите уверувања и вредности низ животот. Сега, и уверувањата и вредностите, и стабилизација на емоциите, и катализатор на тие емоции, поддржувач на своето дете и како модел, го има во сите развојни етапи како родител. Така да, нема едно повлекување. Влијанието можеби е пренагласано. Сепак се формира еден нов човек, така, кој што треба да му се даде, можеби некогаш само ветрот во грбот и малку родителот да знае кога и да се повлече, зашто влијанието може да има и спротивен ефект. Така, влијание како влијание, мора да и тоа да го разграничиме. Влијание како влијание е важно ние на кој начин ќе го свртиме или оддалечиме од нашето дете како родители. На кој начин ние ќе бидеме влијателни кон нашето дете, дали позитивно или негативно. Ние секако сме влијателни кон нашето дете. Сега, како ние тоа да го изобликуваме како што треба? Затоа и едукативните школи кои дават директни стратегии, работилници, насоки, прирачници врака, како да работат со своите деца, на кој начин да комуницираат со своите деца во секоја една возраст и каде треба нели да се повлечат малку, каде треба да бидат подлабоко во нивниот развој, на кој начин да комуницираат и разговараат. Тоа е клучниот аспект, како ние разговараме со нашите деца, во кој момент, колку ги разбираме, ние ако го разбереме ова ново време, со кои предизвици се соочуваат. Добро, со кои предизвици најмногу родителите се соочуваат во ова ново време, дека некако постојано тоа во одговорите го протнувате дека е ново време, други генерации се во прашање. Так, разликата е во брзата технологија како прво, потоа имаме веќе поинаква семејна структура и поинаков социјален развој, односно онај социјален контекст е веќе променет. Со самата технологија и многу информации кои им се наметнати на нашите деца, кај нашите деца се јавува многу големо ниво на анксиозност, вознемиреност, несигурност, имаат конфликт во однос на градење на вредностите, што е добро, а што е лошо, поради притисокот за очекување од нив кои треба да бидат и какви треба да бидат во ова општество. Порано сето тоа го немаше. Имавме структуриран начин на функционирање, трудолюбивост, така бевме воспитувани затоа што немавме многу информации, меѓу кои ние како прво како деца, а сега и ние родителите заедно со нашите деца сме изгубени. И ние родителите се наоѓаме токму на да кажем токму на тоа место каде што не можеме да разграничиме до каде треба да одиме, до каде не треба да одиме. Самиот тој брз развој и очекување нови вредности создаваат проблематики и кај родителите. Притисокот од постигнување
и кај нас родителите, но и кај децата создава исто така проблем. Екранизација и зависност од екраните. Исто така, каде што ние како родители не сме доволно свесни и сигурни до каде треба да одиме, до каде треба да прекинеме, да му го прекинеме мобилниот на нашето дете, па на кој начин сето тоа да го Мислам, направиме, на кој затоа начин што дека е влие. најголемиот предизвик за да се минимизира реакцијата. Се согласувате ли дека се потикнува од родителите? Види го родителот за да го видиш детето. Колку има вистина во тоа? Кажавме дека родителот е првиот модел. Децата повеќе учат од наблюдување. А најмногу време поминуваат со своите родители. И тој дел никогаш не треба да го заборавиме, затоа што сме ние првите модели кај детето кои го учиме што е добро, што е лошо и на кој начин нели треба да се однесува. Сега тоа само се надоградува подоцна, бидејќи ние сме пред се и регулатори на средината која му влијае на детето. Мораме да бидеме регулатори, затоа што средината многу влијае. И сега, модел и средината не може да кажеме дека не е модел средината, но ние како родители играме една клучна улога да бидеме тука и да го регулираме тоа влијание од средината. И да го препознаеме колку е добро и колку е лошо и да го едуцираме нашето дете. Сакаат ли родителите да работат на себе, односно да ги проверуваат своите одлуки? Да. Добро е што во последно време, последниве години, ние имаме многу родители кои доаѓаат, без разлика дали има сериозен предизвик нивното дете, доаѓаат да се консултираат. Имаме многу консултации. Што да правам ако во овој случај се случува вакво нешто. Ама ајде за секој случај моите деца неко доаѓаат на едукација, а ние ќе доаѓаме на консултација и да се консултираме како родители од психолошки аспект што се случува кај нашето дете. Сакате да кажете заеднички. Заеднички двете страни. Многу е добро што се случува тој дел, нели за разлика и од друга група родители кои нели ќе се случи нешто па тогаш доаѓаат, но се заинтересирани да научат како да функционираат во тој дел, односно како да реагираат кон своите деца како родители. Добро, тоа е добро и превентивниот аспект, но и сепак се реагира кога има причина да се реагира. Така, тоа е за поздравување. Тоа е за поздравување, затоа и школите оваа година повторно ги отвараме, затоа што имаше побарување од родители кои бараат по-голема, пообемна едукација. Например, ние ќе имаме, кога ќе опредадеме детето, имаме 10 минути да поразговараме со родителот и, например, можам да му кажем, во одредена развојна етапа тоа и тоа се случува кај детето, и тоа е многу кратко време да му се каже, и веќе родителот знае дека има повеќе аспекти кои треба да ги познава и треба да ги има некојаш и на лист хартија, па да се подсети, па да се едуцира. Самите едукативни школи нудат и искуственост и зближување со други родители каде што се споделуваат искуства, така да и тој дел е исто така многу важен. Ние имаме и групи, искуствени групи на родители кои се поддржуваат и разговараат во однос на предизвиците. Веројатно, тоа сакав да ве прашам, веројатно тој момент е навистина клучен и важен. Може би поддршката меѓусебна на родителите, споделување на искуството, затоа што никој родител не е сам. Едноставно покажувањето со прст дека само некому се случува нешто, апсолутно е невистинито реално. На сите ни се случуваат речиси идентични работи во развојот на децата и таа меѓусебна поддршка, таа е клучна. Колку на овие работилници, пак ќе кажем, едукативни, советодавни, од секаков аспект, се случуваат пријателства, родителски пријателства? Да, апсолутно се случуваат родителски пријателства. Од пред неколку години повторно исти родители сакаат да дојдат на школите, но од друга страна, токму тие родители се собираат заедно со своите деца или заедно се собираат да се видат, да се консултираат. Самите едукации нудат споделување на искуства, но и поддршка, како што кажавте, да знаат дека не се сами во оние предизвици кои се предизвици на денешното време. Има доста проблеми со кои и сами не знаеме како да се соочиме, па кога веќе ќе слушнеме дека скоро секој еден родител се соочува со истите предизвици, веќе чувството на грижа и анксиозност се намалува, па се слушаат меѓу себе, па таа поддршка е и така многу битна. Марија, благодарам.
Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Се надевам дека и со овој разговор помогнавме на голем број родители.